Добро вечер, добро дојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски. Каква трка во Бразил, феноменална трка од самиот почеток до крај, престигнувања, дуели, инциденти, две безбедносни возила, Макс Верстапен убедливо најдобар, Пиер Гасли прв подиум во неговиот живот, втора позиција, одличен резултат за Торо Росо, уште подобар резултат за Хонда. За малку ќе имавме 1, 2, 3 на подиумот за Хонда, што ќе беше прв пат после многу години, можеби прв пат во историја, не сум сигурен, тој факт го немам. Меѓутоа Луис Хамилтон и Александър Албон на 2 круга пред крајот инцидент. Хамилтон во моментов додека го снимам ова видео е под истрага, инаку Хамилтон е трети, кога последен пат сме гледале фото финиш, буквално двајцата болиди еден до друг, спрема старт на целната рамнина, во фото финиш Луис Хамилтон за малку не успеа да го престигне Пиер Гасли. Секоја чест уште еднаш за Торо Росо, секоја чест за Пиер Гасли. Каква катастрофа, атомска бомба активирана во боксот на Ферари. Дуел помеѓу Чарлс Леклерк и Себастијан Фетел. Леклерк претходно на старт на целната рамнина при првиот свиок успеа да го помине Фетел, меѓутоа Фетел имаше па затоа подобар излез во вториот и третиот свиок, беше побрз на старт на другиот правец, меѓутоа се подкачија еден со друг. Мислам дека Леклерк тргна да ја затвори десната страна, Себастијан Фетел тука преагресивно, иако тоа се нијанси во прашање, се буквално дојде до контакт, се подкачија предното крило на Себастијан Фетел и задното десна гума на Леклерк и двајцата завршија во аут, меѓусебни обвинувања. Она слика како Себастијан Фетел стои покрај својот болид додека стојарите го отстрануваа патеката, ме потсети на Фернандо Алонсо и Хонда, кога Фернандо Алонсо си зема на столче, на фамозна слика како седи покрај патеката. Ки има сигурно уште една голема кавга во Ферари, меѓутоа доста за Ферари, по кој знае кој пат оваа сезона се само уништуваат. Ако македонските режисери снимаат само уништување 2, сигурен сум дека во главно улога ќе ги земат возачите на Ферари, Чарлс Леклерк и Себастијан Фетел. Уште еднаш Макс Верстапен докажа дека еден од најдобрите возачи на денешницата во Формула 1, успеа на 2 пати да го престигне Хамилтон по рестарт од безбедносното возило. Штета што Ботас прерано ја заврши трката по механички проблем, меѓутоа се на се одлична трка, одлични резултати. Карлос Сајнс четврти стартуваше последен. Вчера Карлос Сајнс не успеа да постави време во квалификациите, имаше проблем со моторот на Рено во неговиот Мекларен, меѓутоа денеска четврти, одличен резултат. Понатаму пети Кими Рајконен, стариот лисец Кими, Антонио Джиовенаци пето и шесто место за Алфа Ромео, одличен резултат. Даниел Рикјардо седми, Ландо Норис од Мекларен 8, Серхио Перес 9, Даниел Кивиат со другото Торо Росо ја заокружуваат десетката, односно оние кои ги носат бодовите. Ке повторам, Луис Хамилтон под истрага за инцидентот со Албон, може да има некоја промена, можеби Карлос Сајнс ќе го добие тоа трето место, доколку Хамилтон заработи некоја казна 5 секунди. Меѓутоа се на се фантастична трка. Кој би рекол дека сезоната во Формула 1 е завршена? Луѓе дигнаа рака, очекувавме можеби една досадна трка, повеќе процедурална, меѓутоа Формула 1 нуди возбуда секогаш на секое место. Гледате, малку е потребно за да имаме одлична трка и сега кога перформансите на Ферари, Red Bull и Мерседес некако конвертираа се многу поблиску него предходно, гледате веднаш има одличен резултат, има повеќе дуели, има повеќе тркање, трките се непредвидливи, надидрување во боксот, промени на плевматици, undercut, overcut стратегии, се на се одлична трка. Ве молам во коментар вашите впечатоци, што се случи, може ли да сумираме, кој беа за вас најинтересни моменти, кој е за вас возач на денот? За мене е Пиер Гасли и дефинитивно Карлос Сајнс. Уште еднаш на крај атомска бомба за Ферари, само уништување. Тоа е тоа. Ви благодарам што го следите каналот Формула на македонски. Лайк, шер, сабскрајб и се гледаме во следното видео за следната трка. Поздрав!